Штип го укина платениот паркинг во населбата Автокоманда и во делот на Централното градско подрачје. На улиците Сутиевска и Митко Соколов е укинат платениот паркинг, но паркинг местата на овие улици остануваат во функција. Во Централното градско подрачје на улиците Љубен Иванов, Борко Талев и Козијак планина се укинува наплатата, но се укинуваат и паркинг местата. Ваквата одлука е изгласана на последната седница на Советот, а на сила стапува од денес. Се работи за една мерка со која што сакаме да го растеретиме буџетот, домашниот буџет на граѓаните, бидејќи во овој дел од градот сметаме дека не е потребно да се наплаќа за паркинг простор. Централното градско подрачје е така организирано и во овој момент така функционира, меѓутоа во Автокоманда така како што ветивме и така го реализираме ово предизборно ветување. Ова секако е мерка која би требало да значи растеретување на тесните сообраќајни грла на овие улици. Тоа е добро да не се наплаќа. Како нема да се растерете? Ќе има место, ќе се направи. Добро е, значи нека се укине 50 денара, 20 денара, некој останува и по цел ден. Не плати 20 денара, не го плати 100 денара. Па се, а најлошо е, што сакаше да кажам, што секој пита од страна дека треба се плати. Нема човек кој треба да му каже одма, или треба пита, па иди тамо, па иди вамо и така губиме време. Во меѓувреме состојбата со паркинг просторот на градски пазар останува непроменета. Новина има во начинот на плаќање на паркингот. Сетина дена ги воведовме и грепките за наплата на паркинг просторот во град Штип. Тоа беше со допис од правобранителот. Дали е добра или не, се уште е рано да кажеме. На нас ни е приоритетна работа наплата на преку СМС-от, а ова е дополнителна работа што луѓето кои не можеа да го наплатат преку СМС ќе наплатат преку грепки. Инаку, со новата одлука на Советот во Штип се укинуваат околу 200 платени паркинг места. Означени места каде плаќањето на паркинг се уште важи има уште 635.